Почитувани пријатели, добродојдовте до подкаста Анализата на удар. Во оваа епизода на удар ќе биде македонскиот политичар Димитар Апасиев, председател на политичката партија Левица. Изникнат од шарената револуција, која потикната од странски помагатели со помош на снимани и монтирани разговори ја симна од власта на ВМРО ДПМН и ДУИ во 2017 година, популарниот Димче Апасиев потоа 2 години служеше на Зоран Заев како поддршка и професионален советник во тогашното СЈО, кој подоцна од истиот Заев беше детерминирано како опасност за неговите криминални и антидржавни дејствија. Дури и самиот Заев на неколку наврати од парламентарната говорница го предупредуваше да не зборува многу, затоа што тој има докази и факти дека Апасиев соработувал со него со идеја да не дојде на власт ВМРО ДПМН и Мицковски. На крилата на критиките кон Заев, кои беа речени и недоречени, Апасиев со негова помош и со помош на судските инстанции, кои се под максимална контрола на струмичкиот бивши премиер, успеа да ја присвои партијата Левица од другите заеднички основачи и да остане единствен председател во својата султан партија. На Заев не му успеа да ја реализира својата позната реченица "На сите ќе им ебам мамата што ќе влезат со мене во коалиција", но очигледно тоа не му беше ни намера во случајот со професорот Апасиев. Апасиев, возејќи се на емоциите на обесправените граѓани, излажани со референдумот и со сменето име и идентитет, градеше собствен имидж, напаѓајќи го декларативно Заев и неговиот режим, а практично помагајќи го со одземање на гласови од ВМРО ДПМН, со што 2020 година го оневозможи паѓањето на Муртинскиот Идрец. Истото се обиде да го направи и во 2024 година, кога предвидувањата му беа дека ќе одземе 10 пратеници од опозицијското крило и ќе го оневозможи повторно падот на СДСМ и ДУИ, кон кој има многу чуден однос и воопшто не насочува критики кон нивното владение. Дали тоа се должи на некакви снимени разговори, уцена со дадени средства или бенефиции, времето ќе покаже во иднина. Но за сега неговото делување е јасно како ден. Приказните за мали деца дека се тие деца на транзицијата кои бараат правда, враќање на некакви левичарски вредности и други глупости, кои историски се побиени десетина пати, палат само кај одредена група југоносталгичари кои мислат дека со гласањето за Левица како со волшебно стапче ќе ги снема махите и ќе се вратиме во едно општество во кое државата се грижеше за се, но не и за луѓето. Ако комунизмот беше добар, и Кина и Русија ќе останаа комунистички и немаше да го менуваат системот. Чудно е тоа што како голем левичар и дете на транзицијата, Апасиев помни само еднаш кога имал 150 денари во джеп, но не помни кога Бранко Црвенковски ги подари фабриките на олигарските, можеби од лични причини. Веројатно затоа никогаш не се заложил за пресметка со олигарсите, која можеше да ја направи доколку влезеше во комбинација со власта како вистински опозиционер, со добивање, например, на Министерството за правда, каде што ќе можеше да ги покаже своите знаења од областа на правото, наместо глупости со кланање на диктатори од типот на Енвер Хоџа, кој е крив за илјадници животи, а да не зборуваме за величење на Сталин и други ѓубриња кои со своите тоталитарни режими уништили милиони животи. Исто така е позната неговата наклонност кон ДУИ, кои за 20 години покажаа дека се канцерот на македонското општество и стопанство, но затоа пак се љубени од Димче и Левица. Во последното своје интервју тој истакна дека сега остануваат марксисти и ленинисти заедно со ДУИ во опозиција,
Абре мајката. Мислам дека Али направи за прв пат сериозна грешка, вели Апасиев. До сега играше маестрално со нашите недоплакани политичари, као ти да си квакан. Грешката е во тоа што дури 9 од своите пратеници им ги отстапи на коалиционите партнери. Загуби уште еден ден при пригласувањето. Дел од тие што ги има ќе бидат купени, потенцираше Апасиев со голема жалост. Просто да не ти се верува колку Апасијата го жали Али Ахмети, кој буквално ја растори Македонија, која Димче толку многу ја сака на уста, ама на дело никако да направи нешто за својата земја. Ако не му се бојат фарбањата и уништувањето на државно сопствеништво од шарената револуција во која толку ревносно учествуваше. Толку многу е загрижен за состојбата во ДУИ, при што луѓето кои сериозно се занимаваат со политичка анализа пронаоѓаат многу сличности. Тој вели дека тие се марксисти-ленинисти заедно со ДУИ и заедно ќе бидат во опозиција, веројатно мислејќи дека товарот од СДС сега е зад него. Но сепак не смее да ги изневери своите газди, а под газди веројатно се мислат и ДУИ и СДС. Во денешно време да бидеш марксист-ленинист е едноставно како да си кажал дека си перверзник кој се социализирал. Значи нема веќе да гледа мали девојчиња, нема веќе да го прави она што го правил предходно. Зад едноумието и погромот на марксистите-ленинисти од режимите во Советскиот сојуз, па до терористичките групи на Бадар Мајнхоф, нема ништо позитивно на овој свет. Се е само џган, смрт, јад и хаос. Во што веруваат тие? Во власта на мала група на анархисти желни за пари и моќ врз собствените народи и безпоговорен терор доколку тоа не се почитува. Тоа се марксистите-ленинисти. Нема други. Ако има некои други, треба Апасиев да каже. Например, во сибирски логори и во превоспитување, во тоа веруваат тие. Во изгонување од партијата на секој кој не мисли како тебе и во казнување на истиот. Во еднопартизам, да, во тоа веруваат тие, но во партизам само на нив, на марксистите-ленинисти. Жално е што млади луѓе кај нас во Македонија, прекрасни, убави, воспитани, научени, учени млади луѓе, следат ликови како Димитар Апасиев. Тука има голема грешка. Во 21. век не постојат марксисти-ленинисти. Постојат само тендераши, криминалци и лажговци. Неподмитливите во собранието, така тие себе се нарекува. Каква глупост! Веќе сте дебело подмитени. Како ќе ја помогнете на Македонија со тоа што ќе седите во опозиција, мислејќи дека на следните избори ќе добиете 20 пратеника? Последните избори се за 4 години. За 4 години Македонија ќе ја има или ќе ја нема, а вие ќе ја помагате од опозиција. Толку можете да направите за државата. Очигледно, Апасијата не е месијата. За жал, лажните месии ја прават најголемата штета. Тоа е историски докажано. 50.000 гласа, Димче зема плата 3.000 евра, партијата годишно се финансира со 300.000 евра од државата, поради тие 50.000 гласа и плюс им беше платена целата политичка кампања од Државната изборна комисија. Аха, таков месија си ти, Димче. Димче е месија, ама сам за себе, затоа што месно му падна секирата во мед, тоест телесно. И што ќе прави? Ќе ги критикува одлуките на тие што ќе се борат на Македонија и на македонскиот народ да му биде подобро. Наместо тој да работи на македонскиот народ да му биде подобро, тој удобно ќе седи во опозицијска фотелја и ќе критикува. Еднаш слуга, секогаш слуга. Има 4 години да не демантира. Па повели Димче Апасија месија.